Барањето на Сојуз на синдикати на Македонија за минималец од 500 евра и понатака е неисполнато, бидејќи тој не успева за ова да се договори со работодавачите. Од влада инсистираат на било каков договор што таа подоцна безусловно ќе го прифати, изјави повеќе пати премиерот Христијан Мицкоски. На ова од синдикатот се со следниот став. Владата е најголемиот работодавач во Македонија. Ниту еден друг работодавач во приватниот сектор не е толку гломазен колку што е владата која застапува најголем дел од вработените во јавниот сектор. Сметам дека како што тоа го направија во Србија, во Црна Гора и во Босна и Херцеговина, каде што владите донесоа одлука да излезат во пресрети да им помогнат на работниците да го зачуваат нивниот работнички и животен стандард, да ги зголемат платите. Во меѓувреме на вработените од повеќе институции поради едни или други причини платата за март им доцнат. Кои се не зеле плата? Вработените во културата кои вчера излегоа на протест. До утринава моите податоци се дека и вработените за жал во Министерството за економија и труд се уште неа добиле нивната плата. Вработените во државниот пазарен инспекторат кој треба да ги спроведува мерките на владата и кој треба да ги контролира нефер трговските практики и нефер трговците, исто така според моите сознанија немаат добиено плата. Вработените во делот јавното обвинителство немаат добиено плата. Вработените во водостопанство, каде што имаше голем удар врз работниците да се зачленат само во друг синдикат, се уште ја немаат добиено својата плата и нема ниту изгледи кога ќе ја добијат нивната плата. Поради ова на 1 мај ССМ повикуваат на протест. Платите во Македонија се мизерни, не се зголемуваат онака како што е предвидено со колективните договори, одбиваат и владата и работодавачите да зголемат минималната плата на 500 евра и да ги зголемат сите останати плати за најмалку 100 евра. Недостоинствените услови за работа и недостоинствените плати се главниот мотив оваа година на 1 мај да протестираме, а да не маршираме. Не е време за пиво и скара, време е за борба за работнички права.